Почитувани влюбеници на уметноста, вие кои што ја следите емисијата Астрорум, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата од вонредниот циклус Остани дома, поддржано од делегацијата на Европската Унија во нашата земја. Оваа дигитална технологија ни помага да премостиме големи далечини, така што и во ова издание имаме ексклузивен гостин. Разговараме со нашиот истакнат балетски играч и кореограф Игор Киров, кој што има меѓународно реноме. Јас сум навистина среќна што можам да му кажам добре дојде на Игор од Сплит, Хрватска. Игор, како сте? Поштовање, добар ден до сите, поздрав до тебе прво, поздрав до целата екипа која реализира емисијата и поздрав до цела Македонија. Добро сум, фала, еве, летото е дојдено на големо во Сплит, уживаме, се бањам, вежбам, за жал се уште не сме почнати со работа, мислам почнавме, али не се уште официјално многу почнато тоа што треба да биде, така да се трудиме се трудам колку што можам да бидам подобар и да се да биде во најдобар ред за сега. Вие сте во добро здравје, овој период кој што е навистина непријатен за целиот свет, имате среќа да го поминувате покрај море, а и во Хрватска се чини дека не беа толку строги мерките, не беше толку драматична ситуацијата. Каква е состојбата во театарот каде што сте раководител на балетот на навистина една куќа најреномирана? За сега ситуацијата е де факто театарот веќе почна со работа, значи ние почнавме во мали групации да функционираме. За наша среќа успеавме да направиме и една помала, мислим, драмата е пласирана представа која што само со 4 глумци на сцена, со одреден број на луѓе. Нормално нашиот театар збира околу 700 луѓе, внатре беа влезени 450, толку е максимално се тие рекузи кои што следуваат и кои што треба да се во театарот. Се надевам дека до 15 јуни, тоа е моја претпоставка, како ситуацијата изгледа сега моментално во Хрватска, дека се ќе се изнормализира и дека можеби тај некој начин на живење што било претходно ќе се врати. Но нормално се зависи од бројот на како варира бројот на заболени, ново заболени. За сега имаме среќа или имавме цело време среќа дека бројот се движеше во една добра вертикала, да едноставно во зададените неколку дена се има еден и по двајца. Во Сплит за среќа во неколку дена нема ни еден заболен, така да дали е тоа точно или се тоа намерно прави поради избори и поради тоа што Хрватска треба да се отвори према туризмот, кој што нели сите знаеме како Хрватска живее и од што живее. Мислам дека никој не ги знае реалните бројки на тоа што е ново заболено и тоа што е веќе внатре. Да ја оставиме за момент оваа ситуација и јас верувам дека во Македонија оние што ќе ве гледаат знаат многу за вас, но ајде да речеме дека има некои кои што не го познаваат Игор Киров. Да направиме една хронологија. Вие завршивте, по потекло сте од Штип, завршивте во средното балетско училиште овде, заминавте на реномираната академија во Ротердам, ја завршивте и после кариерата почна во нагорна линија. Зад себе имате многу изведби, многу модерни танци и последниве години многу кореографии кои што секогаш ги полнат гледалиштата. Како круна на тоа, таа доверба беше верификувана со тоа што бевте назначени за раководител на балетот на национална установа во Хрватска. Знаеме дека едната е во Загреб, другата е во Сплит, односно ги покрива Сплит и Риека.
Не, Риека си има собствена. Така да во Хрватска функционира три, значи првата е во Загреб, главната или која што е финансирана од страна на Министерството за култура, а Сплит и Риека се финансирани од страна на градот. Така да Сплит е втора по големина национална установа и трета со балет е Риека, а потоа следуваат Осијек, Вараждин и Дубровник. Така да тие три театри се без балет, а балет користат значи само Сплит, Риека и Загреб. Точно е, тука сум веќе четврта сезона и последна сезона. Мене ми беше драго дека успеав да започнам од ништо, да направам нешто во својата кариера, затоа што го сакав тоа што го правев и мислам дека секој од нас кога ќе биде упорен во оно што го сака, успехот е неизбежен. Играв колку што можев, колку мислев дека беше доволно да се игра и колку што ми дозволуваше и самото тело, затоа што сите знаеме дека ние како играчи имаме лимитирани години на сцена и на време мислам дека сватив кога беше доста да се престани да се префрлам во една сфера на која што за мене беше интересна, да почнам се повеќе и повеќе да правам хореографии и додека играв во компаниите, јас ги правев тие хореографии, но во помал број како дуети, трија и така натаму, за да кога 2014 официјално престанав да играм, значи 1 јуни 2014 ми беше последната премиера во Дрезден, решив да се сконцентрирам само на хореографијата и на педагогијата, така да открив едно ново поле во мојот начин на екзистенција, кој што ми беше многу поинтересно, затоа што мислам 18 сезони ги одиграв, работев во Германија, во Австрија, во Швајцарија, во Холандија, Франција, благодарејќи на професијата успеав да пропатувам скоро на цел свет, така да секој од нас треба да знае кога е доста. Значи, јас 2015 дојдов во Сплит, претходно имав ангажмани, како што реков, насекаде, успеав да ја поставам 2015 мојата прва представа во Хрватска, 5 до 12, која што најдена за мене доста позитивни реакции и критики. Представата се одигра 40 пати, значи што е groundbreaking за една модерна представа да се одигра 37 пат кај нас во театрот, плюс гостувањата низ Македонија, Хрватска, Србија, Босна, Чешка, Словачка, Словенија, така да представа едноставно го одбележам моето доваѓање 2015 во Хрватска. Тогаш бев поканет од страна на тогашниот директор на балетот господин Динко Богданич, кој што мислеше дека сум доволно добар за да го направам тоа во Сплит. Успеав да го направам и се покаже успешно. Потоа ме покана уште еднашка да го направам хореографија и дојде уште еднашка 62-то Сплитско лето, каде што се деси тој пресврт, каде што после завршувањето на Сплитско лето ми беше понудена функцијата директор на балетот на ХНК во Сплит и со големо задоволство го прифатив тој предизвик, затоа што мислев, како што реков претходно, дека во мене постои таа менаџерска функција, хореограф сум, знам доста луѓе, организиран сум и дека зашто да не пробам. Измеѓу пред да се деси Сплит, од 2013 ја формиравме заедно со мојата колешка Мојца Мајцен Balkan Dance проектот, кој што беше створен и се уште функционира за спојување на млади таленти во регионот кои што не се во редовен работен однос во било кој театар низ бившите југословенски републики или Балканите регионот, како год да ние го нарекуваме просторот каде што живееме сега. Тој Balkan Dance проект функционира и ден денеска, и ден денеска прави или реди успеси. Така да, значи во исто време го почнав и Balkan Dance проект, значи година дан пред престанување на мојата официјална кариера како играч и од 2016 сезоната 2016 постанав директор на балетот во ХНК. Ќе се вратиме ние за периодот на вашето директорување, но прво да ве вратам малку поназад. Ќе ги потсетам гледачите дека вие почнавте со модерен танц да се занимавате кога во земјава се пробиваа патиштата за тој танц. Чинам дека почна Искра Шукарова и Рисима Рисимкин и тука беше Игор Киров кој што некако одеше по трње
имав впечаток, барем тогаш ние неколку пати разговаравме со вас, но не сака да ве сватат сериозно, нели се уште модерниот танц имаше некој алтернативен танц и оној по-популарниот, поприемчивиот се уште го сваќаа со резерва, не знаеа каде да го сместат, дали во класичен, дали во модерен, не ви беше лесен патот надвор, многу полесно поминавте отколку во сопствената земја. Па, и вака, значи, и Искра Шукарова и Сима Ресимкин држат некој си современ танц, а јас моите почетоци ги доложам на модерниот, благодарејќи на Гордана Дејан Попристов, кој што е за мене пионер во модерниот танц во Македонија. Значи, современиот е нешто друго, а модерниот е оно што јас го сакам, го работам, не дека не сум работел. Тоа тие години од 94 до 96, 2,5 години колку што бев во Ребис и начинот на кој што јас сакав да профункционирам, мислам дека сватив дека ако останам во Македонија, дека ќе треба да се едноставно или да ја завршам кариерата после, затоа што маркетот е мал и ти многу брзо се задоволуваш со тоа што го имаш пред себе. А јас знаев дека во мене има многу повеќе и сакав да видам како ќе профункционирам, иако тогаш беа доста тешки времиња. Зборам за 96 година, значи уште ние немавме ни амбасада на Холандија во Македонија. Сакав да покушам и да видам како би ја успеал ван границите на Македонија, дали вредам, колку вредам и што можам јас да добиам доколку успеам да најдам начин да излезам од Македонија. И за моја среќа успеав најдов начин, бев примен на академијата во Роттердам, чекав виза од Белград, затоа што амбасадата беше во Белград, успеав да добијам визата и мислам дека беше неколку дена закаснување, со тогашниот, се сеќавам, беше вторник, 7 октомври, македонски авиотранспорт леташе директно Скопје, Амстердам, за жал не постои повеќе и ги собрав куферите и тргнав на едно патување, купив карта one way ticket, тоа ми беше совет од Гордана, ми рече, сине, немој да купуваш карта повртна, излези од државата и немој да не се враќаш назад, најди си го својот пат, каде што навистина заслужуваш. Ја послушав, земав one way ticket за Амстердам и помина 25-6 години како сум надвор од Македонија, секогаш доаѓам во Македонија, но успеав да ја изградам таа кариера, значи по завршувањето на академијата, да играм, да кореографирам, да патувам и да едноставно уживам во тоа што го сакам највеќе, а тоа е да бидам на сцена. До 2014, после 2014, самото задоволството мое се префрли во моите кореографии и сега во оно што го правам. Така да, но и тие години додека бев додека ја градев кариерата како играч, да бидам искрен, не беа толку лесни, иако беше полесно како машко да се најдеш или како машки играч да се најдеш сами од себе си во тој свет, но конкуренцијата, значи тука бев во Македонија бев the one and only, а на запад бев the one of a million. Така да секогаш требаше да се докажам, покажам, изборам дека вредам, завршувајќи академијата или во било која компанија која што работев, сменив 10 компании, затоа што верувам во тоа дека човек треба да се надградува и со секој нова компанија редиш нови искуство, секој нов допир со нови кореографии, со нови директори, ти учиш од секој од нив. Така да тоа што сега го применуваме, тоа што сите додека играв како играч, сите грешки кои што моите директори ги правеа во тоа време, се трудам сега јас како директор да не ги правам или да не ги пренесувам на моите играчи каде што сум сега. Така да мислам дека за тие 18 сезони колку што играв, успеав да се пробијам, да покажам дека вредам, за да си ја задржам работата или доколку сакам да променам, да идам во некоја нова компанија, да направам аудиција и да добијам ново работно место. Така да, тоа е на некој начин моето кратко CV до сега, да речеме. Не е воопшто кратко, со оглед на тоа што менувавте компании, имавте таква чест, задоволство да работите со многу кореографи, како што рековте, тоа се нови искуства, вистинско богатство. Јас нема да заборавам дека при еден разговор кога гостувавте, кога бевте во Скопје, бевте со инекции во колената, со блокатори, тогаш бевте во Германија.
Тие работи во филмовите, такви секвенци се сечат и обично се покажува оној гламур на сцената, но сите балетски играчи, како и сите спортисти, знаат каква мака е всушност и каков влог е и никој не гарантира дека во даден период од кариерата нема да морате принудно да сопрете. Вие не попуштавте, активно игравте цело време. Така, мислам, тоа што успеа, тоа што ми се деси, може да му се деси на секој човек. Јас имам артритис и тоа е нешто со кое што живеам и ден денеска, аутоимуна болест која што не ја бираш, него едноставно те бира, значи не те бира сами од себе. Имав период, значи таман бев од светот на во младост, што би се рекло, успеав да се извлечам некако, да ги немам тие големи болки. Прошто ме ставија на терапија и мислам дека цел живот ќе ја примам таа терапија, тоа се TNF алфа блокери кои што морам еднашка во месецот да ставам инекција за да се одржуваат моите зглобови како што треба. Значи ова болест нема врска со моето играње затоа што едноставно се деси, значи тоа не луѓето го сваќаат тоа дека затоа што играм па се дешаваат иста, има на пример деки кај многу доктори сватив дека начинот на живење во кој што живееме сега со прехраната и сето тоа ги прават и обично таа болест е повеќе кај постарите луѓе, но во последните 10-15 години доста млади заболуваат од артритис. Ги имаме еден голем број на артритис постојат во целиот, мислам во медицината, така да за мене тоа веќе не е нормална ситуација, функционирам, ме одржуваат и ја мислам дека и да сакам се надам дека во иднина ќе се најде официјален лек за сето тоа, но моментално го нема и имам само инекции кои што ме одржуваат еднашка месечно, и тоа е тоа. Life goes on. Секоја чест, Игор, со таква леснотија зборувате, сигурно не е толку лесно. Човек мора да го прифати тоа што го има, затоа што друга опција е да се ставам во депресија и да не излезем од своја депресија. Мислам дека животот е прекраток да го фрлиме на тај начин, да мислејќи дека тука завршува се. Знам дека постои начин, јас функционирам, играм и кој играв и сега кој не играм, јас ги покажам сите мои покрети и значи моето тело трчам секој ден, работа по 8 сати, значи јас функционирам, а тоа е најважно дека кога самиот со себе ќе си ја пронајдеш таа сила дека треба да веруваш во тоа што го имаш и да продолжиш понатаму со животот. Вие се докажавте како играч многукратно во прекрасни продукции и дојде времето кога некој имаше доверба да ви даде можност да кореографирате и во Македонија. Покажавте дека со балетите во кои што игра Сандра Мијалкова 5 до 12, 14 часа и 14 часа. 14 часа, 5 до 12 беше во Хрватска, да. Во Хрватска е прво поставена, да. Некои работи се преплетуваат, но во секој случај станува збор за многу популарни продукции. Да не подсетите како дојде до првата соработка во Македонија и веднаш на брзина јас добивте довербата и на публиката и на критиката. На прекрасна музика, секогаш сте исклучи, вие лично ја бирате, Кирил Џајковски и така натаму, но ева, кажете ни. 2005, ако не се лажам, додека Кати Кипровска беше директорка на македонскиот балет, тогаш за прв пат ме покани да направам нешто на мала сцена, заедно со Саша Филма и делив на програмата. Значи, тоа беше 2005. Тогаш па натаму некако све се спуште доле, све замре, дојдо некои други времења, ништо не постоеше, се до моментот кога добив покана од страна на Александра Мијалкова да направам дует за неа и за Васили по повод македонско-азербеџанските денови на култура кои што се одржуваа во Скопје. Решив да го со задоволство да го прифатам тоа да направам дует за неа, затоа што се и она како балерина и Васили како балетанец ми се инспирација, успеав тогаш да го поставам дуетот Not Too Close на музика на Кирил Џајковски, извадено од филмот Трето полувреме, мислам дека беше Море Сокол пие, негова варијанта. И тука беше некој начин еден groundbreaking каде што луѓето беа
воодушевени од тој дует и врз основа на тој дует потоа додовме до заклучок или до една идеја да се направи представа базирана на тој дует, 14 часа за нив двајцата, на нив двајцата, каде што музиката ќе ја потпише целосно Тил Джаковски, костимите Александар Ношпал, а либретото на Наташа Поплавко. Значи еден македонски и не, тоа е втората представа. Еден македонски продукт кој што во тоа време значеше барем за нашата публика да видиме да покажеме дека и ние како народ, како нација, како луѓе, како културни уметници или имаме што да покажеме на тоа поред. Представата беше многу добро прифатена. Со таа представа македонската опера и балет гостуваше и во Рим, во Белград, во Париз, во Виена, во Роттердам, така да плюс македонските гостувања, така да после успехот на 14 часа, кој што мислам дека беа одиграни се заедно 25 представи, ако не се лажам, за 2 сезони колку што беше на репертуарот, и таа представа, мислам и ден денеска да се врати на сцената, ќе биде секојаш полна затоа што едноставно имаме прекрасна музика, прекрасни костими, интересна, кореографијата остави на страна, идеме на музиката и на костимите кои што се добри, да веќе една сезона покосно успеав да кога се промени дирекцијата да направам уште една продукција, Црвената соба на музика од Франц Шуберт, значи Смртта и девојката, кој што исто беше направено од еден целосно македонски продукт, значи Ношпал костимографија, либретото на Сашо Димовски, сценографијата беше на Марија Ветеровска, така да јас како коreograf и во живо идеја стрингс квартет од македонската опера и балет со солистите, правенците и ансамблот на нашиот балет. Една представа која што за мене ми е уште подрага од 14 сати, еден многу подобар или поголем предизвик, каде што јас секогаш се трудам кога ќе работам со ансамбли да не само да ја направам својата идеја, него како јас ќе изразам својата идеја, на исто време да тие играчи на сцена изгледаат добро, да го изведеш најдоброто од нив за да биде еден целосен продукт. Мислам дека со Црвената соба успеавме да направиме еден уште поквалитетен продукт или представа од 14 сати. Отидовме, мислам, за мене барем level 2 up, каде што и играчите се покажа во едно ново светло, во еден нов пакет кој што за публиката со таа представа гостува и кај нас во Сплит на Сплитско лето и во Тирана, така да кога ќе видите де факто со представите кои што јас ги имам поставено за македонското опера и балет, пак ќе кажам, значи благодарејќи на Сандра Мјалкова кој што успеа во 2014 да ме контактира и да почнеме таа една соработка со нашиот балет кој што и ден денеска трае. И се надам дека ќе продолжи и да трае понатаму во годините што доаѓаат. И во Хрватска споменавме многу успешни проекти, така што знам дека сега на репертоарот тоа е сопрена е работата, но кога тогаш ќе се случи? Има еден огромен проект, не зборувам за посветување на пролета, туку за оној сви марш на плес на музика на Горан Бреговиќ, да ни кажете за што станува збор. Тоа е оно што го споменав претходно, Балкан Денс проектот е тоа што на кој што е базирано сви марш на плес. Значи ние паралелно, како што реков, со работата на ХНК во Сплит, јас го работев и Балкан Денс проектот и за моја голема среќа и овој пат успеавме да добиеме финансиска поддршка од Министерството за култура на Македонија, Босна, Словенија и Србија и да се постави или ќе планираме да го поставиме, здраве Боже, доколку биде се окей. Премиерата е закажана за 21 август за затварањето на Сараевскиот филмски фестивал, значи тоа е петок вечер. Подготовките би требало да траат некои си 6 недели, значи од крај на јули. Една представа која што е замислена петок вечер во 80-тите години или крај на 70-тите години во Сараево. Представа која што за прв пат на музика на Горан Бреговиќ или на Биело дугме, Горан Бреговиќ има на други песни, после не сам негови преработки, но конкретно што се однесува прв пат на музика на Биело дугме да се изведат, да се исечат песни, да се у контекст на целата програма. Значи петок вечер 10 играчи на сцена, тројца глумци, едноставна е интеракција, секој од нив доаѓа со различен карактер, значи секој од нас, што се десува кога ние ќе се собереме група луѓе, ќе излеземе надвор, значи пред, за време на журката, автопарти и начин на кој што сите завршуваме дома. Значи една вечер во петок во Сараево.
И сите знаеме дека многу одамна Сараево беше првиот град каде што се на Балканот, каде што додека во Белград постоја кафаните, во Сараево се прави имаа кафичи. Значи Сараево беше тај култниот град каде што на некој начин таа рок-н-рол сцена се пак тоа е многу пред моето време, но работејќи сега моментално со драматургот и со изборот на музиката, за секоја песна треба да има свое значење, секоја сторија да биде поврзана меѓу себе. Значи секој кој ќе влезе на сцена, влегува со својот карактер и завршува со својот карактер. И секој од нас е поврзан со луѓето, значи се знаеме во мало општество, во мал град, секој го знае секој и секој е со секој поврзан. Така да тоа е на некој начин целата сторија. На сцена се наоѓаат многу едноставни маси, столови, шанко, огледало и тоа е тоа се што постои, но важни се тие карактери кои што се во целата представа и кои што ќе сето тоа ќе биде поврзано, значи и со глумци и со играчи, да изгледа еден целосен продукт од саат и 16 минути, колку до сега имаме музика избрано. Мислам дека тоа исто на некој начин и доволно за да одржиш публиката во едно место. Вие сте многу исклучив човек, во смисла на професионализмот, не отстапувате од своите барања, така ги наметнавте и условите за работа во Хрватска. Наку се да ни кажете, односно да направите една паралела од работата во Македонија и во Хрватска. Еве на крајот на својот мандат сте, имате доволно искуство да може да го споделите тоа со нас. Не мислам дека верувам во тоа што го направив во Сплит, дека секојаш ќе биде останато или запишано во историјата на хрватскиот балет како нешто ново, нешто иновативно и креативно. Успеав да го зголемам бројот на представи кои што се играе во Сплит. Значи од некои си 28, 29, 30 на сезона, со моето доаѓање успеав да стигнам до 55 представи годишно, само во куќата, плюс Сплитско лето и плюс сите наши гостувања и патувања кои што ги имавме. Бројот на карти од 45-46% се зголеми на 75% продавање на само за балетите. На сезоната секогаш ни постоја и класични и модерни представи. Успеав за прв пат во Сплит да ја поставам Силфида као класика, не да ја поставам него као продуцент или као директор да иде тоа на репертоар. За прв пат во хрватската историја на балетот да се постави целокупниот Гусар или Корсар, кој што никош до сега се нема поставено во Хрватска. Со Сплитскиот балет успеавме за прв пат да се појавиме на Дубровачките летни игри после 69 години постоење на тој фестивал. Значи некоја Сплитско лето и тие Дубровачки летни игри никош немало конекција помеѓу нашиот балет. Успеавме за прв пат со Даришот и смртта исто да се појавиме во Лисински, каде што не пунивме 2000 луѓе, том доаѓа некои си 4 ХНК Загреб да се не пуните догоре. Представуваше голем предизвик. Успеав за прв пат да ги конекцирам двата национални ансамбла со Риека и Сплит, да направиме заедничка продукција за 64-тото свето, каде што јас кореографирав за Риечкиот балет, а директорката на Риечкиот балет кореографираше за нас и тоа се да го спојавме во Брнштен игра, каде што го полежавме 100 годишнината од раѓањето на Леонид Брнштен. Така да успеав за прв пат после 98 години да отвориме основна балетна школа во Сплит, во еден град каде што балетот следната година ќе слави 100 година, ние немавме балетна школа основно, каде што треба да се надградува сето тоа. Сплитскиот балет успеа за прв пат да прошета на многу дестинации, на многу други места каде што до сега не беше. Ќе ги споменам градовите како што се Рига, Виена, Дрезден, Минхен, Сеул, Рим, на регионот го покривме целосно, така да успеав да доведам 12-13 кореографии за 4 години колку што сум тука, да постават и направат представи кои што се само креирани за играчите на ХНК Сплит. Така да мислам дека кога ќе се навратам назад, јас сум задоволен од тоа што успеав за релативно краток, значи само во еден мандат да скоцкам и да направам тоа што некои други директори може да го прават за подолг период. Наравно, тука имав поддршката на мојот генерален директор, кој што стоеше зад моите идеи, моите визии како треба да изгледа една компанија, а и на кој начин треба да се движи таа компанија, каде што не само регионално, него интернационално да бидеме препознати и што ми беше драго дека сите кореографи кои што дојдоа
во Сплит, беа за прв пат на сплитската сцена и за прв пат беа одушевени од тоа како и на кој начин функционира тој балет кој што моментално е во стагнација поради ситуацијава, но се надам дека и со моето заминување и со било кој да дојде после тоа ќе настави или ќе успее да го задржи тоа ниво на професионалност и на креација, иновативност и визија на тој балет, затоа што знаеме дека никој не е вечен, дека секогаш ние како директори ќе најдеме или тражиме некоја подобро место. Сега, кога ќе се направи една комперенсмент помеѓу Македонија, не само Македонија, ќе кажам, дека целиот Балкан, првенствено што и тука кај нас ни треба е една голема реформа во театарот, затоа што откако е распадната таа бивша држава, законот за театри е помеѓу овде сега или ни на небо, ни на земја. Значи, многу работи се прегледуваат преку прсти и театарот е едноставно начинот кој што функционира сега. Секој театар тони затоа што дефинитивно, особено конкретно кидам во балетот, се потребни реформи и закон за пензија, кој што мора да се донесе. Значи, во Хрватска е до 65 години, ајде во Македонија 55, во Хрватска е се уште до 65, Србија, Босна, така да Словенија, сите го имам истиот проблем на кој што и ја да се најдам во ситуација да не можам да играм повеќе, законот да ми штити, ја би останал. Секој, значи, зашто би ти губел пари кога би можел да останеш на работа и плата да ти тече. Но затоа тука треба да се смогнат цели, значи да сега за мене ни една држава на Балканот се уште нема најдено сили да смогне за да го направи тој закон и да се постават стварите како што треба. Имавме многу обиди тука во Хрватска да постигне некој договор, но за жал не наидовме на голема поддршка од страна на Министерството на култура. Не зборам за 1 милион луѓе, него зборам за лимитиран број на луѓе кои што Извинете што ве прекинав. Значи, вие велите дека ако се можеби треба да се бара решението повторно во рамките на некоја Југославија или нека балканска асоциација, затоа што тоа се истите прашања што ве мачат сите. Значи, постои лимит во кога играчот може да игра во полна сила. Вие имате решенија, јас нема да ве прашам кои ви се идните планови, ќе слушнеме наскоро каков ќе биде трансферот, но искрено посакувам, како што конечно требаше време да ве видиме како играч во Македонија, да ве видиме како кореограф, дека еве се потврдивте надвор и како добар менаџер, добар организатор, реформатор, дека ќе имаме можност да ве видиме и во Македонија во својот најзрел период. Ќе ни кажете нешто за крај, бидејќи овие денови кога сме сите притиснати со истите проблеми, кога гледаме дека навистина здравјето е пред се најважно, во една куса реченица да го завршиме овој разговор, што ви е вака вам порака до сите и што е главната поента на живеењето и на радоста? Секој треба јас како што живеам, да се радуваме на секој нов ден кој е пред нас, да го исполниме денот колку што можеме пред нас и да зграчиме што можеме највише од оно што Господ ни го дал пред нас. Значи, уживајте, бидете среќни, чувајте се, сакајте се и поштувајте се и поддржувајте си го своето, затоа што само на тој начин ние можеме да екзистираме и да продолжиме понатаму во било што дојде пред нас. Јас ви ветувам дека кога ќе се видиме во живо, кога ќе дојдете во Македонија, ќе добиете на подарок некоја книга од богатата продукција на Арс Ламина, дека ќе ги посетите книжарниците на Литература МК и дека ќе направиме повторно разговор тет-а-тет, не вака преку, односно со помош на дигиталната технологија, но и ова е сега вистинска опција и ние сме благодарни што делегацијата на Европската Унија ги поддржува овие разговори. Минутите за нашиот разговор одамна поминаа, но со вас никогаш доста од разговарање, полн сте со идеи и ентузијазам. Ви благодарам за гостувањето во Астрорум и до некое скоро видување. Благодарам на вас за поканата, ми беше драго како и секогаш и здраве Боже се гледаме наскоро се надам во нашата ни сакана Македонија. Поздрав до сите. Thank you.